ни телевизиски водич, ни спикерка, ни новинарка. Ова овде е заводот. Тука се пријавувам 5 години, чекам да бидам запослена. Мажот ми е исто така незапослен. Минатата година се вративме од Германија. Сигурно се прашувате зошто се вративме. Човек треба да оди од земјата, за да може да свати што таа му значи и колку таа може да недостасува. Јас имам и керка, имам и стан, но не сакам да зборувам за мене, за нас, за тоа што имаме, а што немаме. За тоа што во почетокот ви реков дека 5 години сум без работа, тоа го реков колку да ме сватите, да ме прифатите, да ме поверувате дека и јас знам што значи тоа пријавување, што значи конкурс, тестирање, што значи пријателство или вип, како што се вика. А за 5 години тоа можев да го научам. За 5 години може и факултет да се сврши, доктор да се стане. Тешко е да се чека без работа, но тешкотиите и јас и многу како мене, што овде чекаат, согласни сме да чекаме и чекаме. Но има ли ред во ова чекање? Точно ли е дека во Скопје веќе со врски и познанство не може никој да се запосли? Туку, само со критериум, кој од кога чека, дали некој од семејството заработува, дали има дома инвалид, дали е социјален случај. Вие што работите, не знам дали знаете дека во Скопје има самоуправна спогодба, но ние, што се уште не работиме и овде чекаме, не прочитувајќи ја знаеме спогодбата на памет. Зашто одредбите на таа самоуправна спогодба постојано се повторуваат каде и да влезете во една од овие врати. Се спомнуваат со кого и да зборувате о службениците на овој завод. Самоуправна спогодба има, но колку и да се повторуваат одредбите од неа, врски има и се уште познанството е најважен критериум во запослувањето. Претерав малку. Може би не за сите, но за доволен број работни организации и луѓе во нив, врската и натаму си останува врска. Ова е најинтересно. Седи си мене. За што ти идем сега? Минатиот пат ми рековте дека доаѓаш од месец на месец, ја дојдов да видам дали има уште места, како што моментално имаме барање на правница, али со работни искуство бараат. Да. А вие се како припрни така да... О, не, тоа ќе се обаче вака. Да, тоа бев јас. Знаете ли дека одговорите на прашањата што ми ги поставува психологот, таа ги знае подобро отколку јас. Но мора да ги чуе новата комисија, нови, секогаш нови представници на работните организации. Другото ми е в болница. Јас знам тоа да е тачно, али видите, јас сум ептен загрожен. Со 3 деца јас треба да руча, доруча, вечера, а овие деца нема ништо. Затоа ја не може долго време да чека за работа. Во тоа време ја не сум се јавила на работа, бидејќи мажот ми работел. А сега сум принудена ја да се јавам. Ќе го имаш потреба, ќе морате почести контакти да со саветодавецот држите, да се макар еднушка неделно интересирате. Тоа да се иде ако се има со што. Директор, јас немам ни со што да одам. Видите, па има и слободни места во војна болница за судопарачка, во Кујна. Јас ако се може таму и живеам, таму и градинката за децата да бидам таму при мене. Пошто овие деца у 5 сат треба да станат да ода било каде. Ако се може. Дали војна болница ќе прими, ми онај момент знаеме кога војна болница ќе поднеси овде захтев за попуна. Пошто јас убиела друже директор и су лепо питала у петок. Они ми рекле да може едно лице да се прими. Барем дали мажот ми, дали јас да се запослам? Како ние вака ќе живееме? Да имаме, да сме биле. Кога сте жител на Скопје? Па 62-га. Од 62-га? Да. Квалификована. Се пријавувате сега скоро, за нас е ова скоро, 72 година, на крај 72 година. Само 2 години, само 1 година се пријавува. Второ, ние прво неквалификовани запослуваме мајки со деца, а немат никаква издршка.
Моите деца се. Знам, ама кај вас се случува што Сите ученици се. Знам. Значи ученик, студент е дали вие кој би прифатиле, дали вие ќе се кој сложите, води студиите, чекайте сега. стипендија тражал Дали не му вие ќе дале, се сложите да ги прескочите сите други што чекат од 68, 69, 70, а немат никакви приходи. Ќе се сложите ли с това? Па и моите приходи се Ама немат тешки. никакви приходи. Секој Нема се знае никакви своето, јас знам. Па, други директоре, така речено, морав и кај вас више да дојдам. Имам едно девојче од 52 година. Да. Заврши 70 кроз 71 година градежно техничко. Уште одма е пријавено тука у бирото. Неколку пати сме доваѓале тука кај другара што работи у соба број 2. Па вика чекајте ред. Па ево трета година уште редот не го дочекаме, така речено. Летоска у јуни месец имаше конкурс у општинско собрание. Да. Конкуриравме таму. Појди кај еден, Слушај се. вика ќе го барате, ете кој си човек. Појди Во кај општинско други собрание. во општинско собрание. Да. Појди кај други ќе го барате некој си други. Така речено не шета од врата до врата. И на крај добивме одговорот таму, викат на местото кое конкуриравте е примена ете која си. Времето, јас ги пружувам малиштата, затоа што знам дека ќе ми се сушат. Ако е влажно времето или магловито, тогаш и да ги пружам малиштата, јас морам да ги вратам, да ги преперам или пак да ги пружам надвор, но веќе испрљам. А лиштата дома ги сушиме повеќето ние домакинките и жените, затоа што надвор, ако се остават подолго време, на лиштата од озгора се приметува еден као пепел да има. И тој пепел потоа не излегува многу од лиштата, иако и да ги препереме, а тоа е најверојатно од димот и од прашината која ние секојдневно ја вдишуваме. Застанете уште малку со мене. Дојдете во оваа соба, каде што е тестот за продавачки. На 30 работни места стартуваат 330.